Прво беше очекувано, па сега е грешка. За 4 дена два различни става на владата за царината од 33% која САД ја наметна на Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски денеска порача дека очекува одлуката на Вашингтон да биде коригирана. Причината, вели, е очигледна грешка или погрешна информација. Очекувам многу скоро да се коригира ова кое што очигледно е резултат на некаква грешка. Сме во дефицит, а тие држави кои што се во дефицит практично немаат ваков тип на зголемување на давачките. Според Мицкоски во текст се разговори со Американската амбасада, Министерството за економија и кабинетот на Трамп, а темата била допрена и во Брисел. Детали не открива, процесот е сензитивен, рече. САД најавија 33% царини за Македонија, 37% за Србија и 35% за Босна и Херцеговина, додека Европската унија и Кина ќе се соочат со 20, односно 34%. Иако стапката е висока, владата очекува мал ефект, бидејќи само 1% од извозот оди во Америка, но предупредува на можни секундарни последици, особено ако Европската унија не постигне договор со Вашингтон. Опозицијата пак со критики, ова е уште еден во серијата порази на владата, велат од СДСМ. Сметаат дека во моментот, освен преговори со американските представници, не треба да се преземаат никакви други избрзани потези. Силните пораки на Мицкоски за некакво ново нормално, во која неговата влада била во периметарот и оптиката на новата администрација на САД, паднаа во вода. Додека Вашингтон молчи, а Скопје се надева, економистите предупредуваат, дури и грешка, доколку не се коригира на време, може да прерасне во траен проблем. Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт сепак тврди дека податоците на САД, а не на Македонија се точни, а разликата ја прави индиректниот извоз на автобуси од земјава кон Белгија, па оттаму преку океанот. Ние нема да бидеме погодени од ова со тие царини што Америка ни ги воведува директно на нас. Ние ќе бидеме погодени од ова преку оние царини кои што Америка ги воведува на ЕУ, затоа што нашиот извоз кој што завршува во Америка е само 1% од вкупниот наш извоз. Ако ова е само почеток на нов глобален економски правец, тогаш малите економии како македонската се првите кои ќе ја платат цената. Во момент кога економијата има потреба од стабилност, секој сигнал од Вашингтон носи тежина. Македонија чека со воздржан оптимизам и надеж дека грешките сепак се поправливи.